Конструктивни забелешки и коментари имаше на јавната расправа за предложените измени и дополнувања на генералниот урбанистички план на Кочани, за што процедурата веќе тече. Полната сала на Советот на општината беше потврда дека постои голем интерес кај граѓаните и стручните субјекти за еден од главните плански документи за уредување на земјиштето. Дискусиите главно се однесуваа на заштитата на одделни зони од градот, кај кои со ново предложеното решение постојното земјиште од земјоделско треба да стане градежно. Исто така имаше забелешка дека културното наследство во планот никаде не е обележано, а градското подрачје на Кочани има 3 археолошки локалитети со големи површини и неколку споменици со зони околу нив. Од консултантот која изработуваше стратегиската оценка за заштита на животната средина, дојде препорака да не се прават поголеми и подлабоки ископи, како и да се предвидат локации за изградба на рециклирачки центри. Сепак, најголемо внимание кај присутните предизвика предлогот за пренамена на земјиштето во местноста Средорек, каде што е сместен Институтот за Орис. Според предложениот генерален урбанистички план, оваа површина на место за земјоделски треба да се трансферира за градежни активности. Тоа најде наспротивни мислења кај присутните во салата, а забелешки имаше и од представници на Земјоделскиот институт од Скопје, кој го има во владение ова земјиште. Се уништуваат ресурси кои што не можат да се надокнадат. Губењето на земјоделското земјиште со градба на него е ненадоместливо. И поради това не би смееле да уништуваме нешто што не сме создале. Това треба да остане и за генерациите после нас. Градот, мислам, дека нема потреба од ширење во тој простор, затоа што тој дел е мошне употреблив за земјоделие, но дефинитивно не е најдобар за живење. Според професорот Банџо, ако поранешниот институт за Орис се сведе само на една зграда без околното земјоделско земјиште на кое се прават опити со нови сорти, тогаш таа научна институција и практично ќе исчезне од Кочани. Од одделението за урбанизам на општината рекоа дека сите забелешки се добредојдени, за да се обезбеди поголема функционалност на генералниот урбанистички план. Се уште можат заинтересираните страни да го погледнат генералниот урбанистички план. Инаку во периодот од 10 дена можат да се доставуваат забелешки, предлози на генералниот урбанистички план, кои подоцна ќе бидат разгледани од страна на стручните служби и на планерите, односно изработувачите на генералниот урбанистички план. Ќе се преиспитаат, односно ќе се видат сите забелешки и по разгледувањето ќе се произнесеме или со писмено дали се вградени, прифатени, односно дали се во согласно со законска регулатива. Процедурата за донесување на новиот генерален урбанистички план за Кочани ќе продолжи и во наредните месеци и за сега не може да се определи термин кога би можел да биде усвоен. Причина за тоа е што се работи за комплексен документ во кој се вклучени голем број институции и предпријатија на локално ниво, како и Министерството за транспорт и врски на државно ниво.